До повеќе штипски села со автомобил едва и се стигнува, а до некој од нив моторни превозни средства не доаѓаат во предвид. Критични според гледачите на телевизија Стар се локалните патни правци од село Почивало до село Кошево во должина од 4,2 километри, потем до селото на Тарци во должина од 1,2 километри и други, но со помала километража. 4 километра и 300 метра тука некаде. Добро, а тоа е... И за Калапетовци и за Кошево тука некаде. Од Калапетровци до Кошево. Од Кошево до Почивало и од тамо од тоа го викат Влашки черги, од Влашките черги до Калапетровци. Добро. Там е 1,5 километра некаде тука. Кога жителите и собствениците на имот во овие и други села може да очекуваат пристојни патишта? Она кое што се превзема како активност од страна на локалната самоуправа во изминатиот период, а сум сигурен дека така ќе се продолжи и во периодот кој што следи, е најголем дел од населените места и селата кои што се во непосредна близина до општина Штип да бидат уредени пристапите до сите домакинства, до сите домови од страна на локалната самоуправа и покрај тоа што буџетот со кој што располагаме не е во толков опфат за да ги опфати сите подалечни села или сите рурални средини. Она кое што се надевам дека во периодот кој што следи ќе се случи е Бирото за регионален развој преку програмата за поврзување на рурални средини и асфалтирање во рурални средини да се практично издвојат средства со кои што ќе можат подалечните рурални средини села да бидат опфатени со асфалтирање на пристапните патишта, асфалтирање на пристапите кои што водат до најдалечните села на територија на општина Штип и со тоа да се заокружи целата урбанизација која што е планирана и до најдалечните села кои што се под надлежност и под територија на општина Штип. Се надевам дека еве годината која што следи 2025 ќе се одвојат преку најразлични програми, преку централниот буџет, можност за финансирање на вакви патни правци. Да, дали има веќе позитивни сигнали од спомнатото биро дека тие се подготвени за да ги финансираат овие проекти? Па да, во комуникација и од информациите кои што ги имаме, во 2025 година ќе бидат планирани средства за регионален и рурален развој кој што годините наназад немавме можност да ги користиме.